случаи после. Што ви кажа дополнително, сега бевте на терен, службите што ви информираат? Па зависи кои служби. Ако мислите на државните служби, сакам да кажам дека овакви работи ќе се случуваат. И нема да престанат. И сакам да упатам апел и до граѓаните дека вакви подметнувања, диверзии има и во периодот кој што следи. Затоа што има центри на моќ во државава, но и надвор, кои што не сакаат оваа влада да успее. Но ние ќе се бориме. Имате Кои некакви се докази Тие за тоа? ќе продолжат да подметнуваат. Тие ќе продолжат да креираат, да лешинарат, а ние ќе продолжиме да работиме и да се бориме и на крај ќе победиме. Така што сакам да им упатам порака на сите граѓани дека ова кое што сега се случува и она кое што се случуваше летово, со кое што успешно се справивме, ќе продолжи, затоа што некој има интерес тоа да се случува, но ќе бидат поразени. Кои се премиерот тие? на Кои се тие? Доволно кажав колку што имам во моментот можност да кажам. Дали Министерот мислите вчера на беше хибридниот напад што го Тоа што нарекоа- мислев кажав. Да, дали имате Добро, други министерот прашања? вчера беше многу повнимателен во изјавата во однос на тие наводи за хибриден напад. Имате ли информации од службите дека Дали се вистина е домашни? ова организирано и од кого доаѓа? Да, имам информација. Од кого доаѓа? Може да дознаеме? Од центри во државата и надвор. Добро, ќе побарате ли одговорност од министерот за животна средина Изет Меджити, кој што вчера додека траеше цела оваа хаварија, тој одеше во живо на Facebook од кампања за локалните избори? И ја да се паклава. Со господинот Меджити бев цело време на линија ја вчера и тој беше на линија со останатите министри, со управувачкиот комитет, така што сите буквално мерки беа преземени и во текот на вчерашниот ден и денеска и ќе продолжат во деновите кои што следат да бидат преземани сите мерки, така што да се намали тензијата, нема потреба од паника, работата е целосно под